Невладиниот сектор кој што будно го следи патот на евроинтеграцијата на Македонија и спроведувањето на реформите, не очекува годишниот извештај на Европската комисија во однос на владењето на правото да има напредок во споредба со ланскиот, без изненадувања и со многу недостатоци за независноста на судството и работата на судскиот совет, е очекувањето на претседателката на Институтот за европска политика за извештајот за Македонија, што се очекува да биде готов до крајот на летото. Веројатно во голема мера ќе биде сличен на она што го добивме минатата година од Европската комисија. Во меѓувреме имавме оценската мисија за судскиот совет, така да овие системски прашања ќе бидат секако нотирани. Минатата година ние немавме напредок во владењето на правото, тоа што се очекува од државата и она што го чувме и денеска од Министерството на правда е да се ги адресира прашањата со независноста на судството, функционирањето на судскиот совет. На денешната дискусија за приближувањето на земјите од Западен Балкан кон ЕУ и почитувањето на владењето на правото, гостите од невладиниот сектор на Хрватска, Србија и Босна и Херцеговина разменија искуства како и конкретни препораки. Формирање на комитет за мониторинг, избор на нов комесар за проширување на ЕУ кој нема да биде од регионот и да ги злоупотребува билатералните спорови, како и подинамичен диалог помеѓу владите и граѓанското општество во изнаоѓањето на решенија. Главната забелешка на гостите од регионот е дека одредени земји демократски повеќе назадуваат отколку што напредуваат. Треба да се овозможи вистински мониторинг, односно целиот процес да се одвива на транспарентен начин и да се има увид во сите документи. Е важен изборот на нов комесар за проширување, бидејќи е многу важно пред се да е личност со интегритет, но исто така да доаѓа од земја која што има добро поведение во однос на владењето на правото. Во ланскиот извештај, комисијата го оцени како контроверзно разрешувањето на претседателката на судскиот совет, посочувајќи дека ова тело треба да се спротистави на секое надворешно влијание и да се залага за заштита на интегритетот и независноста на судиите. Лоши оценки имаше за измените на кривичниот законник, кои според извештајот го отежнуваат гонењето на високо профилирани функционери.